Ке ви посакам добро вечер токму од тука од Скопје Сити Мол, ден трети од Сергеј манијата која што ја зафати Македонија. Несомнено ќе кажам дека се стартуваше од 1 ТВ, потоа се прошири низ Скопје, низ Македонија, а дури и надвор од нашите граници. Можам да ви потврдам дека атмосферата како и во изминатите неколку дена е одлична. Веќе фановите на Сергеј се тука околу мене и со нетрпение го очекуваат, а го очекуваме и ние. Јас денеска решив малку да го променам мојот стајлинг, па денеска си одбрав малку поинаква маичка, односно петардирана. Многу ми е драго бидејќи од тоа што можам да го видиме дека се помалку и помалку госпоѓи имаме петардирани, што значи дека модната свест успеавме да ја поткренеме со оваа Сергеј манија. Од она кое што ми го кажуваат девојчињата кои што се во текот на целиот ден тука, освен да ми пукне душата и квази старлета, манекенка да будем еднакво добро се продава и на крај оваа петардирана која што денеска ја носам јас. Тоа значи дека вие останувате на 1 ТВ, а јас во продолжение ќе ви го најавам хитот на неделата и ќе ви ја пренесам потоа атмосферата токму од тука заедно со единствениот Сергеј Варошлија. Бидете со нас. Добро познато место Скопје Сити Мол, на првиот кат ве очекуваме сите вие кои што можеби се двумите дали воопшто да дојдете. Ќе ве поканам да дојдете на овој штанд, ќе го очекуваме Сергеј уште некоја минута, меѓутоа до тогаш јас навистина би сакала да одам малку помеѓу луѓето и да ги прашам нив дали знаат кого чекаме и дали можеби имаат некоја порака за Сергеј додека тој пристигнува навака. Мислам дека е време да одиме. Ајде да видиме. Здраво, девојчиња. Здраво. Како сте? Супер, вие? Кого чекаме? Јас сум супер, фала ти. Срце, ти си прва што ме праша. Кого чекаме денеска тука? Сергеј, модната легенда. Кажи ми, кој хаштаг ти е омилен од Сергеј? Манекенка да будем. Да ти кажам, можеш да бидеш манекенка. Немаме проблем, мислам дека Сергеј би се сложил со мене. Каква порака би сакала да му упатиш на Сергеј додека дојде? Па Сергеј, јас секој ден много гледам и мислам дека представува голема инспирација како и за помладата генерација, така и за постарата. И секој ден уживам кога ги гледам неговите емисии и така. Ти благодарам многу. Останете тука, Сергеј, ви ветувам дека наскоро ќе дојде, ви ветувам и на вас. Ајде да одиме. Здрава, девојчиња, како сте? Супер. Кажи ми кого чекаме денес? Сергеј. Колку време го чекаш, колку време си во мол? Па од 5:30 сум дојдена тука, да. Специјално за Сергеј? Да. Кажи ми што порака ќе му испратиш на Сергеј? Дека многу го поддржувам во емисијата и мило ми е што некој има храброст вака јавно да излезе и да им покаже всушност на младите што треба, што не треба да се носи, како да се облекува, да се шминкаат и така. А твојот омилен хаштаг? Ке ми пукне душата. Ти благодарам многу. Одиме уште малку. Ајде вие додека сте ми тука, здраво. Добар ден. Како се чувствувате денес? Одлично и срекни што сме тука, што сме дел од емисијата, што го гледаме Сергеј, што ќе си купиме мајци. Какви мајци ќе си купите, за кој хаштаг? Купам манекенка да будам. Можеш да бидеш и ти манекенка. Денеска сите тука што ги видовме се таман за манекенки. Што ќе му посакаш на Сергеј? Конечно се појави некој што се разбира од мода, некој што знае реално да ги оцени, има храброст да се појави пред телевизија и тоа. Дали би сакала Сергеј да те коментира? Па да. Тогаш тагни го на Инстаграм и мислам дека шансите ќе ти се зголемат. А бидејќи сме ние тука, Сергеј пристигна, така да јас ќе направам уште краток муабет со неколку девојчиња и потоа ќе продолжиме со единствениот Сергеј Варошлија. Дали може? Здраво. Браво. Како се викаш? Летиција. Многу убаво име имаш, Летиција. Кажи ми, што сакаш да му посакаш на Сергеј? Дека е многу добар. Секој ден го гледаш? Да. Кој е твојот омилен хаштаг? Ке ми пукне душата. Дали денеска ќе си набавиме маички? Имам вике. Имаш да не ја носиш? Не. Добро, тогаш ќе се запознаеме денеска со Сергеј, може? Да. Ти благодарам. Сега и вас да ве прашам, како сте денеска? Добро, благодарам, супер. Го гледате ли Сергеј? Па повремено со ќерката, да. Керката значи здраво. А, Летиција, супер. Значи керката ве тера да го гледате Сергеј. Па од време на време, да. Како ви се допаѓа? Па интересно е стилот, начинот на изразување, типски, оригинален, не секојдневен и така. Кој е вашиот омилен хаштаг? Ако на Летиција ќе ми пукне душата? Да. Па и тој истиот би рекла, да. Ви благодарам многу. Останете во Сити Мол. Ние одиме сега со Сергеј Варошлија, бидејќи веќе е тука. Здраво!
Здраво. Се наоѓаме денеска пак на исто место. Исто место во исто време, така е. Ти имаш нова мајчка, ама имам и јас. Па ти си петардирана. Среќа па не сум. Урбан, не си петардирана, мислев на мејцата. Не, па добро е. И среќа... Шо преш? Добро? Драгче, добар е и он. Дали може денеска да направиме една обиколка кога сме веќе тука? Ајде. Ајде да тргнеме, може. Земи си телефон. Мислам дека можеше микрофонот да го земеш. Тој не е спремен за тебе или земи го ти овој? Да. Ке се смее. Така. Пошто тој е расипан. Ја се. Ќе одиме денеска, јас мислам малку меѓу луѓе, меѓутоа ќе Добро. одиме до Цајс, бидејќи си без очила. Бидејќи сум без очила. Кажи, Драгче, шо мавкаш тамо? Пополека ли? Па кажи зборни, гукни нешто, кажи. Кај се јавам на Драгче- Анджелина Джоли сега да те удара со тоа сапо да ти вика well. Или може Бритни, за да Бритни. мрдне. Work bitch, на Може. улица. Многу Да. сакам work bitch. Денеска намерно ли си без очила, па затоа одиме во Цајс? Денес по за волја на вистината или по шубави чизмички. За волја на вистината си ги заборавив очилата дома брзајки навака. Така да мислам упатуваме на вистинското да, се место. упатуваме на вистинското место заради тоа што у Цајс и кај Марија и Марио и целата екипа таму сакам да ги поздравам, секогаш ми помагаат во однос на изборот на очила, ме познаваат одамна, знаат каков лик сум, знаат што ме интересира, знаат што ми треба, знаат што е за пред камера, знаат што е за... Денеска ќе одиме со диоптерски очила или нешто за сонце? Па ќе видиме. Ајде, ќе одберем и за мене нешто Ќе денеска. одбереме секако. За да бидеме во стилот на твојот хаштаг, урбано. Мојот хаштаг да биде Да. урбано. Денеска недела надвор времето катастрофа, луѓето се тука, Да ти веќе пукне мафни им. Чао, чао. Hello. Кажи ми како помина твоето доаѓање до фамозниот пулт и до Сергеј Манијата? До мојот фамозен пулт ме донесе еден драг Фин дечко. пријател, да, најфин, и некако успеав да се спротнам на брзински и да улетам тук. Ето Ние така. веќе сме во Цајс, Ние веќе сега сме во може Цајс. да почнеме видиме да разгледаме, да што почнеме има. да видиме што Така, има. Драгче, не ме снимај све од тука, од тил ме снимаш. Дојди пред мене, еве го Марио. Марио. Здраво, Марио. Здраво, Марио, шо преш, како си? Ова е Марио. Ова е Марио. Значи Марио нас и мене и на многу други тука и јавни и познати личности, оптиката Цајс е многу добро позната во целиот град долги години, да не речам колку време. Па беше 45 години. Тоа е сериозно време, зашто тоа се Сериозна 4,5 бројка. децени, тоа е нивен семеен бизнис и според мене едни од не едни, него се едни кои што знаат да си работат работата онака како што треба, знаат да ви дадат и вистински совет заради тоа што се во оваа работа веќе 45 години, тоа е нивен семеен бизнис, секогаш ги имаат најдобрите модели, најдобрите совети и знаат на кого што и како му стои. Марио, јас денес немам наочари, што ти ќе ми предложиш, знаејќи од прилика што сакам и како сакам. За чоро. Или за гледање. Нема врз. И такви да пробаме. Зашто ти се носиш у затворена Си просторија. носам и у затворена просторија. Па селебрити лајфстайл, тешко Да. е тоа, знаеш. Сега можам нешто да ти понудам од вака нешто Том Фордот, доста добро парче. Може, Том Фордот ми лежи добро. Малце по пуна рамка исто од диска, Добро. што така што помокно изгледа. Чека да видиме овој Том Форд каков е. Ајде, Сергеј, да пробаме нешто. Мислам дека за денеска овој Том Форд ќе ми пројде одлично. Ти што мислиш, Кристина? Јас мислам дека ти стои фантастично. Ме Иако лажеш. не сериозно. Иако може да пробаме уште нешто. Што да пробаме уште? Сега од таа страна имаме Дајде да видиме. бела комбинација не, а? Или може и бело, бело се носи. Си носам, да. Дај да видам таа Прада. Бели не сум пробал никогаш до сега, освен Супер ќе ти стојат со косата. викаш да не сум Да. поурочен. Малце сум како Да. урочен, драги гледачи. Мислам Ајде, дека пробај ги. Јас да бидам урочена? Не, ти може да нема да видиш. Ајде баш да Ти видиме. може да ќе видиш кул. Добро е. А на тебе е подобро Подобро да ги да видиме. Да. Барем со мичката ми пробаѓам. одговараат. Да. Да. Овие ти ги враќаме, Марио. Ќе гледаме уште. Да видиме што има Ајде. друго. Чека да видиме овдека. Има ова, тие мачки
Енди Вулф е иска добар. Енди Вулф, па да, тие ги носам, ги тие ги имам носеше. веќе, да. Тие ги имам веќе, само во црна варијанта, тие се малку другачие градирани. Јас мислам се пак да одиме со овие, Сергеј. Да одиме со овие денеска? Да. Па да. Така шти? Да. Добро. Супер Ја се. одиме драгче тогаш со овие денеска. А знаеш што, од оние за сонце, јас сум се закачил за овие. Ајде, дај да Ама видиме. тие не се за сонце, тие се за скијање, ја не скијам. Изгледа дека ќе мора да почнеш. Еве овие, да. Ми се допаѓаат. Ти се допаѓа? Да. А зашо не ги пробаш? Па ги пробав. Пред некој ден ги пробав тука. Еве овие. Драги гледачи, јас се побудалев за овие, ама ми И вика за размислуваш скијање биле, да ама скијаш. кај мене такви правила, ова е за скијање, ова е за сунчање, не постои. Дај да те видам. А јас добра сум? Добра. Со твоите? Да, знам дека ги носат. Значи, вакви треба да носите на Fashion Week, не оние што ги носевте. Такви треба да носите на Fashion Weekend. Можем ја вака да идем у програма? Може. Денеска? Јас да одам вака Марија, со може овие. вака у програма. За чоро? Ти оди со тие за чора, Може. ја ќе одам за скијање наочер. Ајде. И така сме наопачки сите. Ете така. И така, ти ја диктираш модата, ние се водиме по тебе. Ете така. Ништо повеќе не ни треба. Да ги носам овие или да ги вадам? Да ги чекате, видам таму во Ајде. герола. Па може на тебе некоја мачка боле ќе стои. Мислиш? Оди Ајде таму да некоја видиме. мачка да видиш. Дај тие да ги Дај да вратиме на видиме место. Опа. А? А, Манекенка нема, да бе, будем. Марио, ако ќе фати, Чекај, Марија. А, може. може, Да одиме. може. Да одиме. Да се вратиме ние од Да се каде што вратиме ние на тргнавме. штандот вака Бидејќи со веќе и те ночери. чекаат фановите, па да не те држам премногу долго. Така е. Да се вратиме. Мислам дека добар избор на научари направивме. Најдобар денеска. избор на научари направивме. Ти Јас може сите би- ги гледам, а никој не знае јас каде гледам. Ами Тоа е не- најдобрата варијанта. најдобрата варијанта, така. Мислам дека може би треба да почнеш да скијаш. Јас имав обиди за скијање, меѓутоа некаде во мојот пубертет кога бев во основно училиште имав повреда на коленото и од тогаш еден доктор Славчо, да го поздравам во овој момент, кој е Поздрав, мој Славчо. комшија, ми рече малку да заборавам на такви спортови заради тоа што ми го среди коленото и така да заради тоа и не практикувам. Ама ако си такви заборавил на екстремни зимските спортови. спортови, не значи дека треба да заборавиш на аксесуарите. Кои што одат со зимските Апсолутно спортови. и не заборавам на мислам, види, не треба да заборавам јас на спортови, меѓутоа генерално на спорт кога се нели такви некои активности. Се А ти враќаме- спортуваш? Не. Зошто? И јас И имам ти ли се спортска повреди? повреда, да. Не, па Не, гледаш. јас немам спортска повреда, ама тоа е стандард муабет. Еј, зашо не тренираш, зашто не вежбаш? Спортска повреда. Ама не, кај мене е Кај реално. тебе е реално, Кај мене е не реално, да. Кај мене овој пат не е. И во школа кога одев на физичка, да ви кажам, драги гледачи, седев на клупа со девојчињата што има женски проблеми, а знаете ли зошто? Не заради тоа што не ми се вежбаше, него заради тоа што учителката не ми даваше да вежбам, заради тоа што имав долга коса. Ме тераше да ја ишишам. Леле татко ми кога и дојде. Да, И да. кажа? И кажа. Ја дрпаш од перика? Ја корнеш од перика и рече немаш ти право да ги осудуваш луѓето да прават вака, така или онака. Убаво е кажал. Фановите на Сергеј се веќе тука, јас и Сергеј секако дека сме тука и остануваме вкупно 60 минути. Ни Ќе бидеме остануваат, тука чекај да 60 видам. минути, имаме и Па уште, специјална гостинка која што ја очекуваме да пристигне. Така да, ваше е да останете со еден ТВ, а ние ве очекуваме токму тука во Скопје Сити Мол, први кат на штандот од каде што почнува и од каде што се движи оваа Сергеј Манија. Бидете наше друштво. Ние сме се уште тука од местото на настанатели Скопје Сити Мол, овој штанд од каде што започна оваа Сергеј Манија во Скопје и во Македонија. Мене ми е многу драго бидејќи трет ден сме тука и јас и Сергеј, а веќе можам да кажам дека еуфоријата не стивнува ниту третиот ден. Затоа се доказ сите овие луѓе кои што се тука, а со кои што Сергеј ќе си направи ред муабет. Може Сергеј? Така е, како не може, еве тука има една група Да. девојчиња, јас кој одам до кај нив
Не се плашете сега, не сум толку страшен. Кажи им, Драгче, дека не сум страшен. Дали сакате вие, освен да се сликате со мене, сакате ли да ме прашате на нешто? Кој сака да ме праша? Ајде, срце, прашем. Што сакаш? Не сам, Сергеј, ништо, само сакам да дам комплимент, бидејќи ти секогаш даваш позитивни критики, исто така и негативни, и твојата серија што ја правиш многу ми се допаѓа. Фала ти, Злата, ја те гушти. Фала ти. Фала. Сака ли некој да ми да каже нешто друго? Сакаш ти да ми Не кажеш? знам, денес е тешко вака се биде искрен и се качес на тоа. Фала ти, ми е драго што препознавате искреност, а сте толку млади. Друг некој да не сака некој да ме праша некаков си совет или што и да е? Ти лепотица, ти сакаш манекенка да бидеш признај. Не, глумица сакам да бидам. Па добро, прво си манекенка, па после идеш у модели, па после станеш глумица, така оди тој процес. Убава си многу, Фала. верувам дека ќе имаш успешна кариера. Дали би сакала да ме прашаш нешто? Не, само ке може да те снимам и да кажеш Ива да ти пукне душата. Ќе кажам, ајде, Ајде. Еве. ајде. Ива да ти пукне душата. Фала. На Ива ќе пукне душата заради тоа што во меѓувреме одиме и во живо на програма, одиш и ти и другарка ти Ива. Вие деца дали сака да ме прашате нешто? Има Не, ли со- значење на тетоважата? Мојата татоважа дали има значење? Па мојата татоважа има значење со тоа што значењето би го оставил сам за себе, не би го кажувал вака транспарентно. Да. Кажи ми дали ги пратиш ти модните трендови? Да. Што ти се допаѓа во моментов највеќе? Па, карирано. Карираното? Да. Добро. Како би го искомбинирала ти карираното? Па, карирана кошула со црни фармерки и конверс стант. Добро, колку години имаш? 18. 18 години. Добра ти е комбинацијата. Да ми речеш што нешто друго, ќе ти речев не. Браво, секоја чест. Кристина, јас сум тука. Јас сум на оваа страна. Секако забавата е таму каде што си ти Така и е. каде што сум сега веќе и јас. Ово, Со Драгче, се сите преврат. овие млади лица кои што навистина знаеш дека модната свест е колку толку подкрената. И мене ми се допаѓа заради тоа што наидувам на одговори од многу млада група на луѓе кои што гледам дека ги разбираат работите на вистински начин и онака како што треба. Јас дел од девојчињата кои што прашав има порака за тебе и кажа дека си најдобриот моден критичар во Македонија. Не можам повеќе да се сложам. Па добро, ми им благодарам, сепак тоа е нивното мислење, освен што има група на луѓе што малку ме гледаат како да сум паднат Ради научарите. од Марс, веројатно од научарите, затоа што има чудни научари, не гледаат ски, не знаат зашто се научарите, али добро, тоа е Добро. тоа. Јас мислам дека тука некаде може да направиме една кратка пауза. Па ќе се И вратиме. се враќаме, а вие ако не сте веќе во Ситимол да дојдете бидејќи забавата е токму тука. Бидете тука, што сака да каже мојата драга колешка. Јас и Сергеј се уште сме тука на добро познатото место и сега решивме, бидејќи луѓето и девојчињата и момчињата кои што се веќе тука се нестрпливи Сергеј да го гушнат, да се фотографираат со него или едноставно да им се потпиша, можеби некој ќе сака да се купи маичка од тебе. Можеби јас во меѓувреме ќе пробам да видам докаде ми е Специјалната гостинка. Специјалната гостинка. А јас може да почнам веќе да ги повикам луѓето или девојчињата кои што сакаат да им се потпишеш на мајца, па да започнеме Ако, едно по може, друго. може. Драгче, да одиме. Ајде од тука ќе дојдам јас. Здраво. Еве ни ја специјалната Еве. гостинка. Ние за волкот на врата. Повели Тамара. Кај си бе, сестро? Да, секако ќе се пресобличеш, само дојди Епа. да ти одбереме мајца, пошто си Ајде најубавата првен. трудница. Чекај сега, да те Каква прашам маичка јас сакаш? првен. Стој, мораме на микрофон Тамара. Шуш боја бела, може? Шуш боја може Кој ти е бела. омилен хаштаг од Сергеј? Сите ми се омилени. Имаш джигер боја, Може и джигер боја, може да и боја. имаш можда и боја. Имаш манекенка да будем. Тоа не сакаш баш. Ама она си сака шуш боја. Имаш хоп-хоп. Види ова е. Има хоп-хоп. Не, джигер боја. Ајде. Джигер боја, добро. Да Кај ти ти джигер боја, најдеме. бела? Бела или црна, Джигер Тамара? боја, ел бела, може? Може. Може, како Оди не да се може. пресоблакаш, а И ние ние те чекаме тука. да почнеме да се потпишуваме и да продаваме мајци. Апсолутно Ајде. да. Кажете Ајде, ми, кој сака Сергеј да му се потпише на мајца? Ајде, еден Ајде. по еден. Сергеј, сфати си ти позиција? Ќе си фатам позиција, Јас- само да го чекај.
Чекај, здраво. Како се викаш? Максим. Максим, кој е твојот омилен хаштаг од Сергеј? Мојот омилен хаштаг е ќе ми пукне душата. Го гледаш Сергеј? Да. Секој ден? Па да. Што ти е најинтересно од се она што прави Сергеј на телевизија? Па кога ги коментира луѓето и кога ги пука балоните. Кога ги бука, денеска не земавме балони, ама Сергеј е тука. Слободно повели. Ама сега ова е црвено. И кај да ти се потпишем јас на црна мајца со црвеното. Ау, паднал. Сакаш ли да ти дадам јас тебе? Од мене уште една со потпис. Каква сакаш? Урбано, браво бе срце. Чекај, јас Чекај да морам видиме, со ама дали микрофонот. имаме бело урбано. Чекај, да пробаме да најдеме. Хоп, хоп. Драгче ги струши сите мајци. Урбано, само црно имаме. Ама црна. Ама црна, не бело, можеме со маркерот. Бело. Да видиме, што имаш ти? А он има непознато Непознато. потекло. Да му дадеме ќе ми пукне душата. Сакаш една ќе ти пукне Може? душата? Може, ајде Сергеј. Еве оваа прва што. Не, ова е шуш боја. Чека да мамеме. Енец. Овие ли се? Да. Еве те. Чекај. Сме имале тука и... Кловнови. Да, имаме сите. Ова е ентертејмент, ова е програма во живо, па се е очекувано. Така е. Еве ти повели срце, од мене тебе мајче. Фала ти, Максим. Ала, Ајде уште едно, бидејќи специјалната е веќе тука. Како се викаш злато? специјалната е Тања. тука. Тања, Леле, колку па често дали го си ти гледаш најубава? Сергеј? Секој ден. Кој е твојот омилен хаштаг? Мојот омилен хаштаг Дојде? е квази Ќе старлета. качиме на масата. Добро. Сергеј Нема. има... Јас бидејќи имам црна мајца, може ли да ми се потпишеш на Може рака? срце да се потпишам. Океј, фала ти, фала и на Фала тебе. ти и на тебе. Да. Сега јас малку со Тамара да си поразговарам, може ли? Да, јас ќе ви го предадам овој микрофон и ве оставам да уживате. Фала ти. Ама ќе повели? Не те молам, погледни да се што ти. Па добро, со оглед на тоа дека тебе ти се може све. Денеска ми е гостин, на вас добро познато, Тамара Тодерска, која што јас ја знам од мали години и неизината сестра. Тамара, не можам да кажем дека е пејачка, заради тоа што Тамара е изведувач, Тамара е перформер, Тамара е уметник и заради тоа ја сакам многу. Сакам да ја прашам една работа. Кога се однесува до шминката, знам дека знаеш, често се напнеш сама кога се шминкаш. Да, и пред малце ми се случи истото. Што е работа? Па имам проблем со тие некои пипави моменти, као лепење трепки, ставање ајлајнер, многу сум невешта во тоа и преферирам да се шминкам од скоро чисто смоуки или воопшто да не ставам ништо. А од друга страна, можеме да видиме на твојот Инстаграм профил и низ целата твоја кариера дека ти не си од оние што се оптеретени како ќе изгледаат, него каква сум, малте не таква сум. Кога работам нешто го правам тоа добро, Така. а кога не работам изгледам буквално така. Така. Каков совет ќе им дадеш на сите овие деца што гледаат што се случува во шоу бизнис и мислат дека тоа треба да го пренесат во нивниот леле. Ти манекенка ќе будеш. Дојди се. Дојди кај мене. Ме на Дојди. телевизор се слушаш? На телевизија си гледај? Дојди злото. Сакаш да дојдеш кај А мене? мачка да кај? збориш на Мачка, микрофон? дојди. Не мора и мачка се. Не мора и мачка се. Не, остај го мачка. Каков совет би им дала Би им на дала девојчињата што совет. евидентно е Ето, дека совет, јас- прават грешки? А сега само што го кажа тоа дека природното е најубаво. Така. Значи се истакнуваат моменти као веѓа, као не знам уста, али не со црти онакви као Боже ме опрости. Него природна боја некоја, не знам, ете, со тоа кое што се чувствуваат најпријатно, гардероба било каква која што на нив им годи им е убаво додека ја носат. И тоа е тоа. И е природно да погрешат. И природно, но да не почнеме Сите за сме грешките, погрешили. да не Сите сме почнеме да погрешили. зборуваме. Како ти си реагирала кога своевремено те критикувале?
Дали си го сваќала тоа лично или си Не, апсолутно сваќала сум го дека гледала како си дел нешто, од така. јавна личност и дека јавните Апсолутно, и личности дека- се подложни на критика? Така и никогаш не сум го прифатила тоа како нешто страшно, него Така. како нешто кое што Процес. напротив ми допринало со успех, на пример, да не Така. го повторам исто. Така. Кога си била А и највеќе најубаво се критикувана? учи на На грешките, сопствените така. грешки, тоа е факт. Кога си била највеќе критикувана? Многу пати. Јас ден денеска самата себе се критикувам. А ти си само На критична. моменти кога ќе се видам, али ете, многу пати сум спомнала. Кај отиде Хана? Кој знае? Татко ја зеде. Многу пати сум ја спомнала на Евровизија која што никогаш нема да си ја простам. Пошто тоа ете бил некој настап кој што би требало да биде како што треба, а тоа не излегло така по мој вкус и сега, а и тогаш. Само што ете тогаш бев многу млада и некако, знаеш, многу влијаја надворешните. Тогаш се викаш ке ќутам и ке слушам. Така мислев дека треба. А не треба така. У принцип треба да си ја пратиш собствената Интуиција. некоја И интуиција да се работуваш внатре. со луѓе кои те познаваат. Тоа е така, али пак тоа што ти го осеќаш, тоа е вистинското. Од моја денешна дистанца јас не можам да најдам толку страшна замерка за тој што го викаш ти евровизијски. На пример, таа хаљина беше лудница, таа хаљина беше добра, али таа хаљина не идеше со таа фризура. На пример, таа темна моја боја, некоја, замисли да бев ваква бела. Ја мислам дека ваква повеќе бела, грешката на во пример, бојата на косата него ли во фризурата. Хаљината беше лудница тогаш. Јован Петровски ја правеше, многу беше модерна и беше у филмот на тој некој, не знам, Чикаго, мафијашки фазон, нели, на таа. Great Gatsby малку. Така, скроз. А мене ме напиша после овакво, никад нема заборавам, на тогашната вест, насловна страна излегов и пишуваше Тамара како сицилијанска вдовица. Па добро, тоа е мега тренд. И тотално беше точно кажано легла сабите. Ти падна тешко? Многу. Затоа ти што, падна ама тешко? затоа Па што, добро, со оглед од- затоа што знаев дека ќе сгрешам. Знаеш како, многу е битно и од кого доаѓа критиката. Со оглед на личноста која што ти ја дала критиката, мислам многу е битно дали се личности кои се меродавни да ја коментираат. Па се Модата е и- меродавна, легла Мислиш дека сабит, е? мислам дека е, да. Добро, ако Ми се Тамара допаѓало, мисли дека ми е се меродавна. допаѓале нејзините коментари, да. Па добро. Тамара и се допаѓаат коментарите. Добро. Него, како си ти? Јас сум добро, гледаш се случува некоја манија. Гледам Сергеј Манија. Имате сите мајчки купено или само стоите овде? Чекате? Да, идеме со програм уживо, чека да... Само јас сакам Хана да ми ја донесе се некоја мајчка да ја облечеме ако сака. Каде е Хана Ако да си не може одбере? да не ја малтретираме, пошто треба да идеме на Златно Славече Што ќе сега. правите тамо? Па Хана многу сака да пее, иде да пее, ја не знам како ќе успеам да додржам Што мислиш дека треба да прави? сцената? Хана и ќе пее и ќе настапува и се ќе прави. Хана ќе биде си- монструм, дали си знам. свесна? Да. Па монструм позитивно веројатно. Значи Сергеј Манија, Сергеј Манија. Урбана Сергеј Манија, Денеска е многу сум Урбана. задоволна. Многу ми е Јас драго, сум многу фала ти на задоволна и фала многу ти на сум срекна поддршката. поради тоа што ти се случува ова се. Фала ти на поддршката. Каде ни Некои е прашања детето да не сега? има? Никаде. Да не сака некој да ја праша Тамара нешто. Кај е Хана? Добро. Додека ја чекаме ние Хана, нема да ви отпееме нити готово. Јас од време на време се јавувам на Тамара у програма, вие некој мисла дека вистински ти се јавувам и ти така одма пееш или да ти кажам Готово е. дали Ејде, ова мами, крај на сакаш све мајчка еве. нова? Сакаш нова мајчка? А се да кажеш нешто тука. Кажем здраво на сите. Хај ќе одиме ние сега. Саш да испееш нешто? Добро, да не Хана, малтретираме. а имам една мајчка што можам јас Мајчка да ти ја сака направам Сергеј. тебе фустанче. Сакаш Знаеш фустанче? какво ќе биде? А за кека да одбереме мајчка, сакаш ли? Може. Не, не даваш на кека Јас мајчка. сакам, ајде. Чекај да Ајде. видиме ваму. Кај беа тие Види, мами? манекенките? Имам ја нова мајчка. Сакаш и ти ваква? Она сака оваа јакна, знаеш како ја вика? Мачето. Кој? Јакна. Што збориш да ти крзното? Леле, Хана. Хана, еве за тебе. Дај за Хана манекенка еве да будем. манекенка да будем една. Така, ама не XL, нема потреба Не XL. XL. А најди S. Маме, ќе се видиме после, ајде оди. Аха, А ошло. за Тијана, Тијана некоја... на джигер боја. Немој джигер боја пак. Шуш боја, ајде за Тијана. Ќе боја? земе една М шуш боја. Ета,
Ова за Тијана сестра Судбина. Фала ви многу. Ете, тоа е за На Тијана. сниманокот. На сниманокот. Ја Зошто? морам да одам, Ана, не ама сакаш, сакам зато што да е цркнам монструм. Ваква е, само непредвидлива е. Да, апсолутно. Сега да беше можда у некој друг модик ја дојши и Дали е спееше. бетер од Тијана, дали е бетер од тебе? Бетер е од сама себе. Па добро, слично Али е слично радуе, сладка, али е не, презлатна, не, презлатна. сладка, Да, шега на страна, Тамара, јас ќе ти се заблагодарам уште еднашка многу. И јас тебе. Тамара е ви, влезена у дечки. 9-ти Се месец. Ова е за Да. респект што сепак дојде тука и го Апсолутно, све за испочитува. тебе. Чао, Поздрав, дечки. Златома. Поздрав. Ете така. Јас останувам тука уште за кратко. Да си ги земеш шушбоите. Чао. Еве сум да ти се придружам, Серџо. Да ми се придружиш. Што правиме следно? Па мислам да направиме еден краток рез и потоа да се вратиме со еден сублимат на сите 3 дена како ние ги доживеавме од оваа страна. Ајде, еден краток кат. Го слушнавме огромниот хит на нашата Тамара Тодеска, која што ни беше специјална гостинка денеска во ова отворено студио, директно од Скопје Сити Мол, каде што не фати Сергеј Манијата. Бидејќи многу луѓе се тука и многу луѓе сакаат да подпис, сакаат да го гушнат, сакаат да се фотографираат со Сергеј, ние решивме да повикаме едно познато лице од публикава, бидејќи дечкото го имаше во твоето промо видео. Така е. Каде? Ајде, да видиме каде. Леле, Може. го снема. Еве го. Дојди вама. Дојди до мене. Како си? Екстра. Јас бидејќи не знам, не сум те прашала. Како помина снимањето со Сергеј? Одлично беше, се баш ми е задоволство што бев дел од тоа видео. Кажи ми, ти порасна ли фоловерсот од кога заврши сето тоа? Па да кажеме 1000 плюс. Екстра. Значи екстра. Ми помина се. Денеска каков хаштаг и каква мајчка ќе сакаш? Ке ми пукне душата. Универзално. Универзален хаштаг. Кажи ми ти емси? Да? Ем. Ајде, може Ајде, со Сергеј мовет чека да јас видиме додека еден ти ја ден. најдам мајцата. Дојди вама. Кажи ми, што се, нека ти најде на мајца, сврти се према камера и кажи ми, што се случи од кога ти се појави тоа промо видео, што се случи со тебе? Пошто ти дојде у телевизија, се пријави на тој кастинг, го снимивме видеото и после што се случуваше? После се случуваше еден голем напредок кај мене. Добро. Ме повикнаа доста фотографери, да направиме доста фотографии, ме викнаа за реклами, лево десно и уште има. Баш ми е драго, нека Еден има уште. голем плюс за мене и ти благодарам за се, буквално. Фала ти, нема зашто, мислам за тоа сме тука, и секогаш јас така. и поддржувам и барам различни викови. И се чудам зошто не се случи Сергеј преходно, каде беше Сергеј до сега, пошто сега ми е мило кога гледам чисти профили, нема, не знам, све и свашто. Па јас верувам Многу ми е во она мило. дека се случува во вистинско време. Така е. Исто време ви пристигнува и маичката. Еве ти, повели, Дали може би сакаш да ти ја подпише? Или е подпишана веќе тука? Па е подпишано тука. Подпишана е. Да не ја- Имаш и позади беч, да не ја отварам. Ти благодарам многу. Фала ти, Ми беше мило. фала, поздрав. Јас ќе одам да ти најдам уште некој од публика. Ајде, Може? ајде. Биди ти така. Јас ќе бидам така, како што вика Ајде. мојата колешка. Деца, да не сакате вие да ме прашате нешто дека сум Еве, јас така, јас сум еве. експедитивна Леле. Што мислиш? Здраво. Здраво, Како се викаш? Анастасија. Колку често го гледаш Сергеј? Па прилично често. Кој е твојот омилен хаштаг? Мојот омилен хаштаг е шушбоја. Дали би се налутила Сергеј ако те оцени како изгледаш? Воопшто не. Сергеј, може тоа да го пробаме и да го примениме? Па многу е чудно што луѓето што се спремни да ја примат критиката изгледаат добро. Мислам, Затоа не- се спремни да Да, примат критика. да, не ми се верува. До сега не дошол никој што изгледа лошо, а да го постави истото прашање. Тие што изгледаат лошо, некако како да не се се уште свесни. Меѓутоа заради тоа и постои и оваа емисија, заради тоа постои тој спектакл и тоа шоу и заради тоа и јас се валкам по земја и ставам на очари за скијање кога не викаш треба. Анджелина Джоли и Мерлин Монро И, и и Бритни у Спирс, космос се сите. јавувам, така е, за Да. евентуално да сватат еден ден. Значи даваме чиста десетка? Апсолутно давам чиста 10. Хаштаг Урбано. Шушбоја. Урбано? Може. Ајде јас да ти најдам мајчка, ти можеш слободно да си правиш муабет со Сергеј. Кажи ми што, дали ја следиш, чека да станам да не ми дава. Дали ја следиш светската мода или трендовите? Да. Кажи ми што ти се допаѓа највеќе моментално? Момент... Некоја боја, некој колор?
Па моментално ми се допаѓа што се следи трендот на casual, што поприлично луѓето сега се облекуваат во стилот на casual и тоа многу ми се допаѓа пошто сега доаѓа, мислам сега и есен и тоа Браво. многу и се склопува со сезоната. Браво, браво. Кажи ми дали ја третираш твојата коса, фарбаш, ја нешто правиш? Па да, ја фенирам доста често, пошто ми е виткана и ама повеќе преферирам права коса и пред ја и направив омбре пред отприлика неколку месеци. Колку години имаш? 15 години. 15 години. Значи јас ќе ти дадам сега еден многу добар совет. Еве ти маичка, повеле од мене. советот. Маичка, ќе добиеш еден совет кој сакам да го запаметиш за секогаш. Косата што и да доаѓа во тренд, значи трендовите доаѓаат и си одат. Суштината, односно твојот стил останува. А кај секоја девојка, жена понатаму, рачунајќи дека ќе си и девојка и жена понатаму, веројатно и мајка, па и баба, здрави, да сме здрави живи, секогаш косата треба да е уредна. Не е битно по секоја цена косата да е долга или да има одредена боја, кога што мора да е чиста и да е убаво средена за тоа да изгледа убаво и женствено. А бидејќи се движиме во еден релативно загаден град, во загадени простори, косата често поприма и мирис од надворешните влијанија, така да одржува ја косата да биде исклучително чиста и да изгледа здраво и негувано. Она изгледа топ. Дали розевата боја е во тренд оваа сезона? Оваа пастелно розева боја или тие сите софт тонови на розево и на праска и на плаво и на виолетово се многу ин, тоа го потенцирам и во мојата емисија оваа сезона, така да она го направила тоа супер сосе, супер тренд патики. Ти благодарам многу. Јас ќе ти донесам уште една и доволно е. Одиме. Ете така. И додека чекаме Кристина да донесе уште едно девиче, да видиме кој има. Еве. Ајде. Браво. Браво, здраво, Злато. Како се викаш? Бојана. Бојана. Зошто си ти Бојана тука? Тука сум за да земам мајчка, дека си познат многу, да носам јас мајчка. Позната да будем. Сакам да те колку години имаш? 15. 15. Сакам да те прашам, ама да ми одговориш многу искрено. Ајде. За луѓе што не ме знаат, еве како ти, или твојата генерација. Кога ќе ме видат вака оддалеку, со овие бркови, со ваква коса, изгледам како што изгледам, имам очи што имам чудни наочари. Како изгледам од страна? Изгледам како да сум паднат од Марс или? Мене ми изгледаш топ искрено, а за другите не знам и не е битно другите што мислат, нели? Браво, Бојанче. Браво, бе, Кажи ми срце. кој е твојот омилен хаштаг? Ќе ми пукне душата, дека и мене дефинитивно ќе ми пукнат некои модни катастрофи. О, што фино, што баба. Јас ќе ве оставам тогаш да најдам една ќе ми пукне душата, може? Да. Ајде. Го најдеме, ќе ми пукне душата, одлична торбичка имаш, одлично се стилизирала и мислам дека... Кажи ми, што ти е тебе во моментов најинтересно од тоа што е тренд во моментот? Па може би овие ташнички. Ти се допаѓаат ташничките, Да. така? Браво. Еве. Ќе ми пукне душата стигна очигледно на вистинска адреса. Еве ти, Фала многу. од нас една маичка ќе ти пукне душата и со среќа да си ја носиш, да се сликаш со неизе, да ме тагнеш на фотографија. А за незиниот стайлинг, Сергеј, каква оценка даваме И денес? реков веќе дека изгледа одлично. Добро, значи уште една десетка. Бојана, ти благодарам. Чао, чао. Сергеј, бурни 3 дена. Бурни 3 дена, морам да кажам дека од една страна сум и возбуден и исцрпен до некаде и уморен. Дали ни е денеска последен ден или следната недела ќе правиме уште едно изненадување или нема да кажуваме? Другиот викенд имаме Black Friday, што значи дека имаме уште едно изненадување за сите оние кои што не Леле, гледаат драги во гледачи, овој јас не момент. знаев дека идната недела имаме Black Friday, сега ќе ми пукне душата, ќе се фрлам, ќе се ваѓам од перика лево, десно, ќе се трескам горе доле. Леле, има Black Friday, што ќе правиме на Black еднаш Friday, мене устварно да ќе ти се пукне облечеме. душата. Ме изненади колешкава имала Black Friday, што ќе правиме на Black Friday, па овде ќе ќе потепа. Повтор, ќе видиме што ќе се случува. Мислам дека можеме и публиката да ја повикаме за Black Friday. Кава да викам публиката Black Friday. Ќе дојдете за Black Ќе Friday? дојдете за Black Friday. Сите ќе дојдете. Ќе дојдат. Како, кажи ми сега ти, како ги доживеа овие 3 дена и што се ти поминува низ глава? Знаеш, таа вечер кога ќе си легнеш, што ќе си кажеш? Сергеј, успеа, преживеа. Па, прво ми е многу драго што ја имам поддршката од толкава група на млади деца, ќе кажам се, заради тоа што децата се тие кои го креираат јавното мислење или создаваат некаква се слика самите за себе си или за
трендовите или за музиката, како и да е. Од друга страна ми е многу драго што доаѓаат и нивните родители што се согласуваат со она што го зборувам, заради тоа што често сум се преиспитал дали може би некогаш претерувам, меѓутоа дефинитивно сега ова ми е доказ дека не претерувам и дека треба уште посилно да биде поостро. Така да легнувам задоволен, легнувам среќен. Тоа е тоа. Ние сме навистина срекни бидејќи 3 дена се дружевме со тебе од ова отворено студио од Скопје Сити Мол, од каде што започна оваа Сергеманија, меѓутоа ние не застануваме тука, а уште помалку единствениот Сергева Рошлија. За Black Friday се гледаме и ви благодариме на вниманието во изминатите 3 дена. Вие бевте одлична публика, ние добри домакини. Се надевам дека бевме добри домакини, ќе се потрудиме да бидеме уште подобри домакини идниот викенд и се гледаме за 7 дена. А со мене се гледате, односно од утре. Веќе од утре. Ке ни пукне душата директно од Скопје Сити Мол. Дојдете да ве фати оваа Сергеманија. Чао, Македонија. Чао.